Почитувани колеги, почитувана јавност, мојата колешка сега пред малку многу убава споредба направи со тоа како овој пакет на закони и анализата околу овој договор изгледа поврзано со здравството. Јас можам да дадам еден сличен пример дополнително за тоа како изгледа сето ова во образованието. Имате пример сега наставниците во 6-то оделение по предметот Историја и општество ќе работат според нова наставна програма, а тие не се обучени, немаат материјали, не знаат како ќе оценуваат, зашто повеќе од 3 наставника ќе влегуваат во едно оделение за 1 час. Тоа е реалноста. Зошто? Зашто се овде во државава се прави наопаку. Јас многу убав пример давав, кога стануваше збор за овие дискусии, дека првим во државава се полага правосуден испит, а после се оди на правни студии. Првим во државава се направи штетен договор, а после тоа се изведуваат и се бараат законски измени. Првин, сами си предлагате и си договарате и преговарате сами уставни измени, а после барате поддршка за уставни измени. Нема да ви помине. Дали сме за градење на коридори? Дали сме за градење на патишта? Да. Да, сме. Но исто така сме по овие патишта да возат среќни луѓе, исполнети луѓе, луѓе кои овие патишта ќе ги користат за развој на туризам, овие патишта ќе ги користат за посета на семејствата, а не да бегаат во еден правец надвор од државава. Патишта кои ќе се користат за транспорт на стоки и услуги. Ама знаете ли каде е проблемот? Проблемот е тоа што вие не знаете дека овие луѓе кои се занимаваат со трговија имаат проблем со наплата. Знаете зошто? Зашто законите и системот во државава не функционираат. Велите и многу често кажувавте овие денови поврзани околу она кој има право, а кој нема право да го види договорот. Кога со овој договор се злоупотребуваат народните пари, и те како сите имаат право да го видат овој договор. Но не овој договор да се гледа во еден ден и некој истиот да го прераскажува, да се нема реален увид во договорот. Но да имавме ние закон, да имавме систем во оваа држава кој функционира, ќе беше многу поинаку. Ајде сега на законот малку. Овој закон вели економичност и ефикасност на постапката. Каква економичност и ефикасност ќе имаме во постапката, а да не се знае колку пари ќе се потрошат, бидејќи нема проект. Овие закони се, како што би рекле сите ние, на жими мајка, на неврзано, заради тоа што нема проект, нема анализа. Зошто нема анализа? Заради тоа што власта не ќе да го слушне стручното мислење на оние кои се најкомпетентни да дадат поврзано со сето ова. Артан Груби е повторно потписник на овој закон. Но се прашувам каде е Ковачевски, може би се спрема за ТВ дуел, па за тоа го нема нигде да се потпише и да земе ваква одговорност. Ама не, почитувани, тој и од тоа ќе избега, бидејќи бега од се, само навлегува длабоко во криминалот. Имаше едно време едни мандатни писма, ако памтите. Тие ги подпишаа и ги земаа колеги кои вие им давате поддршка, меѓу кои и Артан Груби имаше мандатно писмо со кое се обврза пред јавноста, дека ќе наоѓа најдобри можни решенија. Ова не е најдобро можно решение, зашто ова решение нема проект. Дека
ќе има концепт еднакво општество за сите. Дали е ова еднакво општество за сите? Дали овој концепт гледате и верувате во тоа дека има рамноправност? Нема, заради тоа што ни вие го немате видено договорот. Вие, колеги, кои слепо го поддржувате сето ова што се случува. Колеги, во законот има многу граматички грешки. Законот е многу лошо напишан. Но, да е тоа најголемиот проблем, ќе беше решливо, но не е тоа најголемиот проблем. Проблемот стои многу длабоко внатре. Во членот 2В, надзорот на изградбата. Знаете кој ќе прави надзор на изградбата? Новоформирана фирма која се занимавала со производство на облека. За реконструкција на приватен кров ви требаат многу повеќе документи отколку ќе ви требаат документи за изградба на ваков проект кој наводно е од стратешки интерес. Ама стратешкиот интерес овде не е објаснив. Овде е објаснето тоа дека повеќе ќе се занимава власта со криминал, корупција, манипулирање и злоупотреба, отколку со она што треба. И ќе прашате зошто вака велиме. Велиме заради тоа што во членот 8 јасно стои простор за злоупотреба. Градбите од стратешки интерес се изработува и заверува во писмена форма, на начин утврден со прописот и така натаму. Зошто писмена форма? За да се остави простор за злоупотреба, за манипулација, за криминал. Тоа е таа ваша единствена цел што ја имате. Овде исто така во членот 10 се вели да се уредат имотно-правните односи со сопственикот на земјиштето, но не вели никаде како ќе се уредат тие односи со сопственикот на земјиштето, како тие ќе бидат обештетени, од каде средства ќе се најдат за сето тоа, колку е тоа плански направено во оние 1,3 милиарди евра кои ги спомнувате. Но таму не можеме да се ослониме на тоа заради тоа што нема проект и се е во форма ке. Во законот и во сите останати е многу чудно тоа што во процена на финансиските средства за спроведување на законот не повлекува материјални обврски. Од каде пари тогаш, колеги? Зошто до сега веќе се дадени 117 милиони евра? 53 милиони евра за пенали се исплаќаат. Од каде се овие пари? Ваши лични пари дадовте? Не. Давате на нетранспарентен начин народни пари и го оштетувате населението. Ја оштетувате државата. На крај, морам да спомнам за кореспондентната табела. Еднаш во моето претходно излагање, со молк, пробав овде да ви воочам на грешките кои ги правите, бидејќи молкот беше знак на протест, заради тоа што нема што да се раскажува за оваа кореспондентна табела, бидејќи истата е празна, но на истата е подпишан министерот Бочварски. На празна табела е подпишан оној што треба да раководи со овој проект, бидејќи е министер за транспорт и врски, ама него му го земаа приматот да биде раководител. Раководител е Артан Груби, а одговорноста ќе ја има Бочварски, бидејќи злоупотребата на службената должност ја направил уште во времето кога го подпишал овој штетен договор за Република Македонија. Колеги, сето ова треба да се надмине и да се менува. Зарем не треба да градиме иднина во Република Македонија? Треба да се гради, но не со вас. За тоа се потребни промени и ќе има промени во Република Македонија наскоро. Но промените ќе бидат квалитетни, знаете зошто? Првенствено и едно најмногу. Заради тоа што ќе има одговорност за овие злодела што ги правите врз македонскиот народ. Ви благодарам. Реплика